Božih krila apostola. Dva anđela bez sonca na nebo. Slava Bože za milost ta, za zbukatani Slovenska. Bez sonca a sokola, čista voda Božih krila. Blagodet od Hrista darena, za pismenost ani Slovenska. Kiriju, Metodiju, za zbukatani Slovenska. Dva ikona, dve ubosti, Dva izvora su ljubav dareni. Svjati, svjati vaše ime, za pismenost ani Slovenska. Kiriju, Metodiju, Za zbukatani Slovenska. Eve i nebo to se otvara,
Sinti flore, semper sinti flore. Da slavime denne svetol praznik, da slavime i da peme za braćata Kiril i Metodij, za našite prosvetitelji. O, koliko sme vi blagodarni za sve što storite za nas. Vo mrak odvijebevte svetlost, za sekoj sloven bevte spas. Ni stvorite se slovensko pismo, ni stvorite svetlost temen mrak. I pismenost koja večno zrači, nasekade kako sončev zrak. O, koliko sme vi blagodarni za sve što storite za nas. Vo mrak odvijebevte svetlost, za sekoj sloven bevte spas. Da slavime denne svetol praznik, da slavime i da peme za braćata Kiril i Metodij, za našite prosvetitelji. Влегувајќи во академските води, секој еден од нас чувствува определена збунетост и возбуденост. Го копка некоја замисла и очекува поинаков призвук. Ги лови сите моменти на дофат. Се труди да ги запомни сите нови имиња, да ги слушне сите поинакви реченија на македонскиот јазик. Се повикува рационално на интуицијата и обратно. Верува дека се истакнува од толпата и си ја наговестува својата успешна кариера. Првиот академски час. Веројатно тоа е пресекот кога почнува да се чувствува одговорноста, да натежнува товарот од непредвидливата иднина и да се удостојува конзистентноста. Перцепцијата за успехот станува предизвик. Та еден ден е се розево, та друг се мрачно. Ако пред влезот во пеколот на Данте стои "Напуштете ја сета надеж", тука ќе ви посочам: не тргнувајте без сета надеж. Основата на академијата е сомнежот. Ако бараме зборови, тогаш првиот би бил зошто, вториот како и особено важно кога. Прашувајте. Не судете ги луѓето по прашањата, не судете ги луѓето по одговорите, туку по прашањата, вели Волтер. Аргументираната логика, емоционалната тактичност и незапирлива жет за успех нека бидат столбовите на вашиот академски карактер. Не судете ја својата продуктивност. Па Да Винчи потрошил 16 години работејќи на Мона Лиза и го напуштил светот мислејќи дека едно од најпознатите дела во историјата е недовршено. Ослободете ја креативноста. Падот на едно презреано јаболко довел до еден од најголемите пресврди во физиката. А грешки? Грешки прават само оние кои што работат. Јас силно верувам дека на светот му се потребни повеќе грешки како пеницилинот.
Академијата останала светилник на промената. Таа е она подолго копје кое го имаме изучувано во историските учебници. Драги бруцоши, велат дека лошо засадено стебло не расте исправено. Покажете смелост, истрајност и желба. Не заборавајте дека ќе има добри и лоши денови, извонредни професори, некои конвенционални, некои не, полесни и потешки испити. Колеги кои што ќе ви го променат животот и колеги кои белегот на времето ќе ги истисне. Умешноста на себепознавањето и разбирањето на концептот на времето ќе ви се првото орудие за препреките кон успехот. На крајот на денот, ова не е обична трка, туку вистински маратон. И да, победникот се фокусира на победата, изгубникот на се околу. Вие бидете победници, бидете прави укимци. Генерацијо студенти 2024-2025. Добре дојдовте на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Почитувани укимци и драги гости. Од името на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, дозволете да искажеме благодарност за вашето присуство на денешната свечена манифестација посветена на првиот академски час на сите новозапишани студенти на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, кој годинава обележува 75 години постоење и академска извонредност. Негувајќи ја традицијата, организирано и свечено да ги пречекаме новите академски граѓани, годинава Универзитетот Свети Кирил и Методи во соработка со УСС на УКИМ организира заедничка свечаност, каде што на едно место се собрани сите бруцоши од сите факултети на нашиот универзитет, како и нашите декани, професорите и асистентите. Нашиот универзитет, а ваш најдобар и вистински избор за студии, е познат по својата академска традиција, врвните истражувања и посветеност на високите стандарди на образованието. Нашите факултети, преку своите програми, нудат разновидни можности за образование и личен развој. Драги бруцоши, почитувани гости, дозволете ми да се представам. Јас сум Софија Даштевска, студент на втор циклус на студии на Правниот факултет Јустинијан I при УКИМ. И ми представува особена чест да ви посакам топло добре дојде на денешниот академски час и на ова возбудливо патување. Денес, со гордост и радост, ја започнувате вашата академска кариера и за нас е чест што можеме да бидеме дел од вашиот почеток. Секој нов почеток носи со себе мешавина на возбуда и неизвестност, но ве уверувам дека со приклучување на нашата академска заедница направивте одличен избор. Денес започнувате едно ново поглавје во вашите животи. Поглавје полно со можности за учење, раст и откривање. Универзитетот не е само место каде што ќе стекнете знаење, туку и средина каде што ќе развиете критичко размислување, ќе изградите нови пријателства и ќе се подготвите за професионалните предизвици кои ве очекуваат во иднина. Нашиот универзитет нуди врвно образование, но вашата лична посветеност и труд ќе бидат клучни за вашиот успех. Не плашете се од предизвиците. Тие се дел од патот до вашата цел. Поставете си високи цели
бидете иницијативни и искористете ги сите ресурси што ви се на располагање. На почетокот на нашиот свечен собир ја поканувам нашата ректорка, професор доктор Билјана Ангелова, да го одржи своето поздравно обраќање. Почитувана професор доктор Гордана Силјановска-Давкова, председател на Република Македонија, почитуван професор доктор Христијан Мицковски, председател на Владата на Република Македонија, почитуван министер за спорт Борко Ристовски, почитувани заменици министри за економија господин Маријан Ристевски, за труд и социјална политика и демографија и млади Ѓоко Велковски, почитувани представници на националните и други тела за образование и млади, почитувани декани, директори, сенатори, професори, драги студенти, драги бруцаши. Денес имам чест и привилегија во името на сите декани и во името на целата академска заедница на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, како и во моје лично име, да ве поздравам како една генерација на студенти за учебната 2024-2025 година и да ви посакам топло и срдечно добре дојде на најстариот, најголемиот и најдобар универзитет во Македонија. Сега сте дел од нашата динамична заедница, која е повеќе од само место за учење. Ова е место каде што се градат пријателства, каде идеите се споделуваат, разликите се почитуваат, а соништата се претвораат во реалност. И како што ќе навлегувате во новата средина, ве охрабрувам да ги прифатите можностите кои ќе доаѓаат на вашиот пат. Ќе бидете обкружени со луѓе од различни средини, секој со своји навики, знаења и искуства, со различни очекувања и амбиции. Овие разлики се она што ја прави нашата заедница толку богата и уникатна. Дружете се со вашите колеги, запознајте ги вашите професори и бидете љубопитни, бидејќи учењето се случува не само во училниците, туку и надвор од нив, во релациите што ги правите и искуствата кои ги споделувате. Вие го направивте првиот чекор со избор да инвестирате во својата иднина и поради тоа ви честитам. Од денес и вие станувате дел од реномираното академско семејство на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Од денешниот свечен час вие му припаѓате на УКИМ како најмлада генерација во неговата академска заедница, но и УКИМ ви припаѓа вам посветено и одговорно. Денес го означуваме почетокот на едно ново патување, почеток на нешто посебно, патување исполнето со возбуда, можности, предизвици и раст. Природно е на почетокот на нешто ново да се измешаат чувствата на возбуда и немир, но запомнете дека секој предизвик со кој се соочувате е можност за раст. Не плашете се да поставувате прашања. Побарете помош кога ви е потребно. Растот не се случува кога работите се лесни, туку кога се предизвикуваме себе си да бидеме подобри и подобри. Сега стоите на прагот на бескрајните можности. Одлуките што ги правите, ризиците што ги преземате и издржливоста на која ќе се научите, ќе го обликуваат не само вашиот академски развој, туку и патот по кој ќе чекорите низ животот и надвор од овие згради. Ние сме тука да ве поддржиме, да ве водиме и да ги следиме и славиме сите ваши големи и мали успеси. Патот кој е пред вас може да биде исполнет со подеми и падови, но знаете дека не сте сами на ова патување. Имате заедница која верува во вашиот потенцијал и е посветена да успеете. Од овој момент ја создавате својата приказна. Започнувате едно ново поглавје во вашиот живот, веројатно едно од најубавите, вашите студентски денови. Од денес ќе почнете да чекорите по долгиот пат на успехот. Една стара мудрост вели: и најдолгиот пат започнува со првиот чекор. Но за да стигнете до целта која сте ја замислиле, потребно ви е знаење.
Знаењето е сила и моќ. Поговорка стара најмалку 4 века, која ни денес нема загубено ништо од своето значење. Знаењето е вредност која секогаш и секаде се цени, се вреднува и е предуслов за успех и просперитет. Затоа, мојата порака до вас е никогаш да не се штедите во стекнувањето на нови знаења и вештини. Бидете упорни, учете, бидете љубопитни и истражувајте, зашто само знаењето ќе ве одведе таму каде што посакувате. Имајте наум дека патот по кој ќе почнете да чекорите од денес нема да биде лесен. Исполнете се со многу предизвици, но затоа тука сме ние. Универзитетот кој секогаш ќе биде отворен за вас. Ние кои ќе го леснеме совладувањето на препреките со кои ќе се соочувате. Универзитетот е интелектуална средина во која се уважуваат и почитуваат пред се вистинските вредности, средина во која се почитуваат и се прифаќаат разликите меѓу луѓето, посветеноста на знаењето и развојот на човечки вредности. Драги наши студенти, ве уверувам дека ќе работиме заедно, ќе бидеме постојано насочени кон надминување на препреките и совладување на предизвиците. Ке се стремиме кон подигнување на квалитетот на наставата, на квалитетот на студиските сервиси, преку Центарот за кариера на УКИМ ке се грижиме за вашето кариерно напредување, а преку Еразмус програмите и другите интернационални соработки ке ви го доближиме европското образование дома. Универзитетот бил и ќе остане средина каде се зацврстува и напредува научната мисла, а наша задача и желба е континуирано да ви ги пренесуваме најновите знаења и да ве воведуваме во нова развојна етапа која бара сериозен пристап затоа што суштински ќе ви ги дефинира и ќе ви ги насочи животите. Чекорите храбро и продолжете да вложувате во своето знаење, бидејќи едноставно тоа е патот до успехот. На крај, сакам да ви посочам дека вашето време е она што ќе го направите од него. Искористете ги можностите, предизвикувајте се себе си и што е најважно, уживајте во ова патување. Ова е почетокот на нешто посебно и ние сме радосни што ќе бидеме дел од оваа приказна. Драги наши бруцоши, работете посветено, вредно и напорно. Бидете убедени во исправноста на вашиот избор. Бидете отворени за меѓусебна соработка. Соработувајте со професорите и направете не горди нас, вашите родители и нашата држава. Вие сте нашата иднина, ние сметаме и веруваме во вас и ќе бидеме горди на сите ваши успеси. Дозволете на крај да ви посакам среќа и успех во студирањето и незаборавни студентски денови на УКИМ. Благодарам. Почитувана ректорке, ви благодарам за вашето обраќање. Го поканувам председателот на УСС на УКИМ, Александар Николовски, да се обрати до најновите колеги. Јас ќе започнам од моите колеги. Драги бруцоши, добре дојдовте и ви благодарам што го избравте за мене, а верувам и за вас, најдобриот универзитет во Македонија. Сега може да продолжиме протоколарно. Почитувана председателке, професор доктор Гордана Силјановска-Давкова. Почитуван председателе на владата, професор доктор Христијан Мицковски. Почитувани пратеници и пратенички, почитувани министри и секако, мојата лична и огромна поддршка на студентите и студентското организирање, универзитетскиот тим на чело со професор доктор Билјана Ангелова. Драги пријатели, соработници и поддржувачи, една од работите кои никогаш нема да ги заборавам е моментот кога јас пред 5 години се наоѓав на ова плато и во просториите на економскиот факултет. Се сеќавам, ми се јавија моите родители да ми кажат дека ме дале на телевизија. Но исто така, незаборавен ми е моментот на запознавање со една од професорките, која што после 5 години може да кажам дека е мој ментор и најдобар пријател на студентите на студиумот на финансиски менеджмент. Исто така прогласена за најинспиративни професори
во државата. На универзитетот, запомнете, професорите работат за нас и тие се вашите најдобри пријатели во процесот на студирање. Во ова патување ќе слушнете секакви совети, идеи и искуства. Но она што сакам да знаете е дека вашето искуство на универзитетот ќе биде уникатно. Вие ќе бидете капитенот на вашиот брод. Ќе пловите низ мирни, но и низ бурни води. Тоа што мене ми помогна е што избрав првенствено да го слушам мојот внатрешен глас, да го правам тоа што навистина ме исполнува, односно можноста да правам клучни промени во нашето општество. Како председател на Универзитетското студентско собрание на УКИМ и председавач на Националното студентско тело, тела кои ги представуваат вашите права и обврски, но и се вашиот пријател и партнер во процесот на студирање. Силно порачувам да се вклучите во нашата работа, затоа што колку повеќе сме обединети, колку повеќе сме општествено активни и заедно работиме, толку повеќе позитивни промени ќе се случуваат. Бидејќи она во што верувам, а кое со тимот секојдневно макотрпно работиме, е да покажеме дека само со слушање на гласот на студентите можеме да станеме држава наместо која ќе се оцелуваат, ќе се враќаат нашите млади и ќе ја градат иднината во оваа земја. Тоа што сакам да ви го пренесам е дека соработката на УСС УКИМ со Универзитетот, Ресорното Министерство за образование и наука и останатите јавни институции, како и компаниите, невладините организации и поддржувачите, е на највисоко ниво до сега во историјата на нашиот универзитет. Во текот на оваа академска година ќе имаме честа да бидеме сведоци на неколку клучни промени кои ќе се случат на нашиот универзитет, но и во рамки на високото образование во нашата земја. За таа цел, уште еднаш ве повикувам активно да се вклучите во работата на УСС УКИМ. Само во следните 20 дена не очекуваат следните настани: сертифицирани работилници за кариерен развој на 2, 3 и 4 октомври, настаните во студентскиот културен центар на 3 и 4 октомври, турата до Средноводно на 12 октомври, тимбилдинг во Битола на 19 октомври, на Бруцошки забави, но и приклучете се на повикот кој ќе го објавиме за членство во комисиите на УСС УКИМ. На тој начин, заедно и вмрежени, ќе успееме да креираме синергија која ќе создаде позитивни промени во нашето општество. За крај, председателке, премиере, пратеници и пратенички, министри, поддржувачи и представници на академската фела. Да, наша задача е да се бориме за промени, но ваша задача е да не мотивирате, да не задржите и да не ги дадете сите шанси промените да ги направиме тука во нашето општество, а не во странство. Ви благодарам. Благодарам, Александар. Го поканувам председателот на владата, професор доктор Христијан Мицковски, да се обрати на аудиториумот. Почитувана ректорке, почитувани декани, почитувани професори, почитувани студенти, драги пријатели. Денес стојам пред вас не само како премиер, туку и како редовен професор на Машинскиот факултет при нашиот најреномиран универзитет кој го носи името на сесловенските просветители, светите браќа Кирил и Методи. Универзитет кој од секогаш бил центар на знаењето, развојот и иновациите. Често се навраќам во просториите на мојот матичен факултет и денес со истата желба која ме водеше уште кога започнав како млад асистент пред повеќе од 2 децении. Токму тука, во оваа академска средина, го зацврстив моето претходно уверување дека образованието не е само процес на учење и пренесување знаења, туку дека е изворено животно патување кое не завршува никогаш, туку само се надоградува, се менува
и се прилагодува со текот на времето. Како што рекол големиот филозоф Аристотел, корените на образованието се горчливи, но плодовите се сладки. Ова е токму она што го гледаме денес. Студентите се борат низ предизвиците на студирањето, но на крајот нивната упорност е она што ги води кон високи резултати кои ги надминуваат нивните почетни очекувања. Драги пријатели, наша задача е да ги создадеме условите во кои овие корени нема да бидат толку горчливи. Од таа причина посветени сме на повеќе конкретни проекти кои ќе го унапредат квалитетот на високото образование. Прво, планираме значително да го модернизираме инфраструктурниот капацитет на нашите универзитети. Веќе започнуваме со институционални ангажмани за натамошна реконструкција на лабораториите на некои факултети во дел од нашите универзитети, каде ќе се постават најсовремена опрема и технологии кои ќе им овозможат на студентите да стекнат практични вештини во склад со потребите на современата индустрија. Второ, започнуваме со обликување на проект за дигитализација на универзитетската администрација со цел да ги олесниме процесите на пријавување, запишување и оценување. Ова ќе намали бирократијата и ќе им даде повеќе време на професорите и студентите да се фокусираат на она што е најважно образованието. Трето, ја промовираме програмата за интернационална соработка и размена на студенти. Студентите и професорите ќе имаат повеќе можности за студирање и истражување надвор од земјата, со цел да се разменат искуства и да се применат најдобрите практики од светот во нашето образование. Ова ќе ни помогне да ги подигнеме нивото и компетентноста и иновацијата во нашите институции. Исто така, важно е да ги поддржиме нашите професори и да ги мотивираме да продолжат со својот научен развој. За таа цел обезбедуваме зголемени средства за научно истражување веќе во буџетот за следната година и се залагаме за создавање на фондови за поддршка на научни проекти кои ќе го поттикнат развојот на новите технологии и иновации. Драги студенти, вие сте иднината. Секој од вас носи во себе потенцијал да направи промена, да креира нешто ново, нешто големо. Свети Кирил и Методи не е само име на нашиот универзитет. Тој е важен символ на знаење, символ на нашата култура и нашата историја. Искористете го ова време за да изградите нешто значено за себе, за вашето семејство, за вашата татковина. Нашата цел е јасна – да создадеме образовен систем кој е во чекор со времето, кој ги задоволува потребите на општеството и пазарот на трудот и кој ви дава можност да бидете глобално конкурентни. И тоа ќе го направиме заедно, со вашата посветеност и со нашата поддршка. Претседателот на студентската организација напомена дека би биле престрекни својата иднина да ја гледаат тука, во Македонија, а дека наша цел и како професори и како политичари е да ве инспирираме. Ние ќе продолжиме да го работиме она што го работиме, најдобро што знаеме и најдобро што умееме. Но сакам да ви испратам една порака, дека во животот ништо не паѓа од небото и дека во животот ништо не е така едноставно како што изгледа на социјалните медиуми. Треба да се борите и треба да се борите секој ден. Треба да се борите секој ден повеќе споредено со претходниот. Само така можете да успеете во името на вашето семејство и во името на вашата татковина Македонија. Ви благодарам и нека оваа година биде година на успех, знаење и нови хоризонти. Бог да ни ја благослови Македонија. Почитувам председателя, ви благодарам за вашето обраќање. Ја поканувам председателката, професор доктор Гордана Силјановска-Давкова, првата жена председател во историјата на македонската држава, која воедно е и долгогодишна професорка на правниот факултет Јустинијан I при нашиот универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје. Да се обрати на аудиториумот.
Да бидам искрена, скицирав говор, ама го оставив. Погодете зошто. Бидејќи инспирацијата секогаш била во вас. Сум добила некои награди, ама само една е најважната, најинспиративен професор. Добре дојдовте најпрво на бруцошите и на студентите, и не само добре дојде, и не само почитувани, туку и сакани студенти. Добре дојде за ректорката, добре дојде за премиерот, добре дојде за министерот за спорт и за млади, добре дојде за сите зад мене, колешки и колеги. Верувам дека и вие верувате, оти нема поубава дома од оваа овде. Она што секогаш го мислев и во што веруваме дека умот е побрз од светлината и поубава интелектуална градина одамна не сум видела од оваа во мојата дома. Што сакам да ви порачам? Учењето е најдобрата инвестиција. И затоа добро е кога зад мене е премиерот и кога ветува дека вложувањата во образованието и во науката мора да се зголемат. Радосната вест е што денеска чув од ректорката дека дури 5200 студенти посакале да напредуваат, да учат, да се усовршуваат во оваа дома, нашата заедничка дома. Дури 200 студенти однадвор посакале да студираат кај нас. Тоа покажува дека сме компетитивни. Јас и кога се запишував на овој факултет, на мојот факултет на Јустинијан I, и денеска верувам дека Универзитетот Кирил и Методи е најдобриот, а не само најстариот универзитет. Сте направиле вистински избор. Верувам дека колешките и колегите ќе го докажат она што го има во химната, дека заслужуваат во една химна да се пее, дека треба да живее академијата и дека треба да живеат тие. Не само заради себе, не само заради своето образование, не само заради своите успеси, туку како ваши учители. Секогаш сум мислела дека образовниот процес е Сократов процес. Процес во кој ние ве учиме, ама и од вас ве учиме. И од вас учиме. Секогаш сум мислела дека универзитетот е вистинско место за бунтовни луѓе и дека ние треба да ја потикнуваме таа бунтовност. Не мислам на бунтовност врзана за војни. Мислам на бунтовност во знаењето. Мислам за прашања, за вулкан од прашања. Мислам за потрага по одговори. Мислам за потрага по знаење. Ако не го качиме процентот за истражување и за образование, тогаш и себе и вас ве ограничуваме. Она што мене од секогаш ме восхитувало е автономијата на универзитетот. Не случајно е уставна категорија автономијата. Само автономија може да гарантира вистински надпревар. Само автономија може да негува критичен ум. Кога зборувам за автономијата, не мислам само на автономија во организацијата, не мислам само на автономија на програмите, мислам и на финансиска автономија. Оти кога ги гледам овде колешките и колегите, знам дека вложувањето во нив е вистинското вложување. Не мислам дека од вас треба да креираме енциклопедии, кои што само слушаат и меморираат. Веќе реков,
Студентскиот ум треба да се негува како критичен ум. Професорите мора исто така да имаат критички однос. Во мојата област, во правото и во политичките науки, јас од секогаш сум верувала дека без право, без правда, без политика во границите на правото, без етика и без морал, нема развој. Се разбира, се учи љубовта, се учи и правото, се учат и сите други науки. Мора да се посветите на тоа. Без страст нема прогрес. А јас овде гледам страстно заинтересирани луѓе. Јас овде гледам луѓе жедни за знаење, жедни за наука, жедни за промени. Верувајте ми, нема поубав дом од овој овде. Секогаш кога се навраќам, тагувам по студентите, ама се уште учам, бидејќи учењето е секогаш потреба. Вие сте нашата инспирација, а ние сме одговор за вашите прашања. Верувајте дека сте дошле на право место. Поубава интелектуална градина одамна немам видено. Ние сме овде да ја негуваме заедно со вас. Верувајте, инвестицијата во образованието и во знаењето е најдобрата инвестиција. Знаењето ќе ве направи не само компетитивни, знаењето ќе ве направи подобри, посмирени, потолерантни, поумерени, со разбирање за сите други. Учете и само учете. Барајте од нас да учиме. Критикувајте не, бидејќи се враќам на една од првите мисла. Сократовиот метод значи да се провоцираат студентите, да се инспирираат студентите, да се потикнуваат да трагаат по нови вистини. Затоа сме ние овде. Едни без други не можеме. Ви благодарам што го одбравте најдобриот универзитет. Посакувам да почнеме да се качуваме по Шангајската листа. Посакувам да ја преиспитаме мрежата на огромниот број студенти. Посакувам да ги лоцираме парите во најдобрите универзитети. Посакувам да ве задржиме, бидејќи подобра инвестиција од оние кои се најдобри нема. Благодарам. Почитувана председателке, ви благодарам за вашето обраќање. Ја поканувам ректорката на УКИМ, професор доктор Билјана Ангелова, да ги додели индексите на најдобро рангираните студенти. Чинот на доделување еден индекс на еден студент од секој факултет го символизира врачувањето на индексите на новата генерација студенти на УКИМ. Јана Милчевска, архитектонски факултет. Бојан Славевски, градежен факултет. Тамара Лазарова, економски факултет. Олег Зенделски, машински факултет. Јована Василиса Јовановиќ, медицински факултет. Блерина Курти, педагошки факултет Свети Климен Охридски. Зорана Савевска, правен факултет Јустинијан I. Јан Стојановски, природно-математички факултет. Горијан Младеновски, стоматолошки факултет. Теодора Калановска, технолошки и металуршки факултет. Матија Мијалковска, факултет за ветеринарна медицина. Сара Стојанова, факултет за дизајн и технологии на мебел и интериер. Теона Христовска, факултет за драмски уметности. Викторија Георгиевска, факултет за електротехника и информациски технологии. Кирил Јовчевски, факултет за земјоделски науки и храна. Дафина Размовска, факултет за информатички науки и компјутерско инженерство. Емилија Здравевска, факултет за ликовни уметности.
Христина Петрова, факултет за музичка уметност. Димитар Попов, факултет за физичко образование, спорт и здравје. Ивана Петровска, факултет за шумарски науки, пейзажна архитектура и екоинженеринг Ханс М. Михаела Ванчева, фармацевски факултет. Методија Тасевски, филозофски факултет. Сара Пеоска, филолошки факултет Блаже Коневски. Крсте Лазаров, православен богословенски факултет Свети Климент Охридски. Драги колеги, ве замолувам за вашето внимание во наредните 15 на минути да го фокусирате на информативната сесија изработена од УСС Науким и Студентарија. Откако со основните поими, термини и совети ќе ве запознаат нашиот председател Александар Николовски и Гоша Николов, можете да направите обиколка на платото, да се запознаете со нашите пријатели и подржувачи. Исто така, располагаме и со неколку забавни содржини кои ќе ви послужат вашиот прв бруцошки ден да го вековечите во вид на несекојдневен интересен спомен. Денес е ориентационен ден, ден на запознавање со колегите и универзитетската средина. Од утре сите ќе се зафатиме со посериозни обврски и активности. Во меѓувреме уживајте и се гледаме повторно вечер во 20 часот на ово исто плато, каде ќе се одржи големата укимска забава, која ќе започне со диџеј Димчуга, потоа следи настанот на бендот Сио Тој Джез. Исто така ќе уживаме и ќе се забавуваме и со популарниот бенд Ringtones и музичките звезди Пајак и Лара. На крај ќе настапи и студентскиот бенд Укимци. Да, студентите на Уким од минатата година имаат и свој бенд со кој ќе се дружите на студентските дружби и забави. Потоа, ноќната забава продолжува во Скопје ивент центар. Укимци, се гледаме вечер. Две Божи крила, апостола, Два ангела без сонца на небо. слава Боже за милоста, за звуката ни словенска. Без сонца, два сокола, чиста вода Божи крила. Благодет од Христа дарена, за писменоста ни словенска. Хирiju, Методiju, За звуката ни словенска. Еве и небото се отвара, слушајте пеат ангелите, звонете звонете.